Радио што се гледа денеска од локацијата која е една од символите на град Прилеп, могилата на непобедените. Денеска започнуваме серијал на разговори посветени на локалните избори 2025, серијал на разговори со кандидатите за градоначалници. Денеска тука со нас е кандидатот за градоначалник од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Дејан Продановски. Ви благодарам на поканата и навистина едно невообичаено место да се прави интервју и да се зборува за политика. Ова е основниот символ на Прилеп, ова е грбо на Прилеп, ова го имаме на знамето на Прилеп, ова го одбележа Прилеп во последниве 83-4 години и мислам дека навистина одлична идеја имате што еве овде сме гости на ова прекрасно место, на овие могила на непобедените кои што означува вечната борба на прилепчани за слобода и за просперитет. И започнуваме со разговорот, она што е интересно, барем мене ми е интересно, зошто еден пратеник би се кандидирал за градоначалник? Добро, интересно прашање. Важи дека пратеничкава функција е една од најкомотните политички функции која што може да ја посакува еден политичар, ако може така да кажам. Меѓутоа, работата за средината од која што доаѓаш директно и помагањето на процесите да се одвива малку поразлично во локалната средина од она што се затекнати и ги има, навистина голем предизвик. За мене како човек предизвико беше несовладлив во смисла дека да, навистина можам да направам нешто и во иднина кога ќе ме праша моите деца што направи ти за градов, да имам нешто со што би можел пред нив да дам некој отчет како човек кој што бил вклучен долги години во општествено-политичкиот живот, кој што работел и дишел за овој град и мислам дека таа беше пресудниот чекор за да се донесе една ваква одлука, да се влези во трка. Прилеп е секое специфично место, граѓаните се секојаш со изграден став и мислам дека ќе биде сериозен предизвик и очекуваме една вака кампања по различна од сите досега, затоа што и политичкава сцена е многу поразлична од се претходно што сме видели. Градоначалници, 9 од кои 4 независни, но и најмногу листи за советници, 11 од кои 3 независни од група избирачи. Зошто, што мислите вие, на што се должи тоа според вас? Дали граѓаните ја губат довербата во политичките партии? Тоа ли е навестување за такво нешто? Би почнал од пообратен редослед од она што ме прашавте. Сметам дека со измените, односно со недонесувањето на измените на изборниот законник за поставување на праг, да има одреден број на избирачи кои што би застанале за кандидатурата на одреден граѓанин кој што сака да влези во трка и за градоначалник и да влези во трка за советничко место, направи една ваква комплексна политичка сцена, иако според моje убедување, а и по она што го гледаме од граѓанството, затоа што сме на терен и ги посетуваме нашите структури сега во овој период, затоа што тоа е така дозволено по закон. Коментарот мој, а и заеднички изграден коментар е дека ова е сега шанса за луѓето во градов кои што имаат специјални лични амбиции, кои што не ги остварија во големите политички партии, да се на некој начин да се испромовираат како одреден квалитет кој што го нуди градов. Мислам дека е легитимно, согласно закон е, секој може да излези и да води трка, меѓутоа се сомневам во резултатите и во нашо општество е спремно сега да испорача како поддршка кон одредени кандидати. Ние се уште сме во тој бипартитен систем, големите партии се на пиедесталот и сметам дека тука би се водела битката и на овие локални избори, а и во наредниот период би изгледала така политичкава сцена. Според мене, не го кажувам ова напразно, еве Соединетите Американски држави до година слава 250 години постоење, па и таму има бипартитен систем и функционира и тие ни се нели еден пример добар како треба да изгледа демократија во една современа држава. Не знам дали е уште зрело во Прилеп, а и во Македонија за вака многу кандидати кои што покажале амбиција да
да го вода најкомплексното и најоперативното место во државава. Сметам дека градоначалничката позиција е една од најкомплексните функции политички. Одговорен сте пред сопствената средина, пред луѓето кои се ваши сожители и навистина треба и Прилеп заслужува да се испорача сериозни резултати за да се подобри квалитетот на живот и да има многу посречни луѓе од ова што денеска го има. Токму и за тоа ќе говориме во наредните прашања. Вашите сопартици и сограѓани ве карактеризираат како чесен, совесен човек, посветен на семејството. Колку може еден политичар да биде честен и совесен во Македонија? Особено кога се работи за една ваква улога градоначалничка. Добро. Ме бендисува концепто на прашањава и навистина отварате теми кои што до сега не биле јавно отворени и добро е да се зборува за овие теми. Ние како ВМРО ДПМН се зборуваме вака од моја перспектива, веќе неколку години наназад заговараме дека третата генерација на политичари од ВМРО ДПМН е единствена одлика која што ќе ја има заедничка, ќе му биде да се честни и честити луѓе. Видовте и самите дека поминавме еден мандат овде на локално ниво и генерално во многу општини низ Македонија и фала му на Бога, нити еден од градоначалниците не беше во некоја афера вмешан или па не се појави нити основано сомнение дека е извршен било каков, односно се сомневаме за извршен било каков нечесен начин на работење на нештата. 22 локални институции, вклучително ги кажувам и образовните, 22 менаџери, 22 менаџерски тимови, за ниту еден не е досега покренато нити обвинение, нити па е покажано сомнеш од некоја институција да работи, да испитува дали се влегло во некои нечесни работи во кои што се сомнева секој легитимно, затоа што до сега беше генерализирано дека ако сте политичар мора да бидете нечесен и мора со нечесни методи и да водите и кампања, со нечесни методи да го поминете вашиот мандат. Ја мислам дека конечно се смени времето, дека Прилеп заслужува честни и честити политичари кои што ќе се грижат за сите жители на општина Прилеп, па нема да се грижат за оние фамозни 10% кои што треба да завршат на сметките на нивното семејство. И мислам дека го направивме одличен стартот да биде и да покажавме еден нов пример како еден современ политичар треба да изгледа, односно оваа борба не е за лично богатење, оваа борба е нешто да покажеме во оваа средина. Овој град заслужува луѓе кои што ќе бидат посветени и кои што би работеле во интерес на сите граѓани. Малку е или невозможна е среќата да ја имате ако сте само вие богати и среќа. За мене е важно да по улица гледате што е можно посрекни луѓе, вашите пријатели, роднини да бидат среќни, да бидат задоволни од животот кој што го живеат во локалната средина. Мислам дека тој од Бога ни е даено, дека навистина тогаш се чувствуваме исполнето. Ако му помогнете на некој, ако му дајте рака, мислам дека тогаш ја добивате суштината на животот, давате нов живот, давате нова шанса кај некого и тоа треба сите да не води. Да завршиме со она, а и мора полека да ја тргаме таа парадигма дека секој политичар за да биде политичар мора пред се да биде нечесен. Еве, направив една колку што може пократка ретроспектива на тоа како се гледа, како се генерализира сите политичари, од друга страна па каква понуда во овие 4 години имавме како ВМРО ДПМН и како политичари од третата генерација на ВМРО ДПМН. Пред фактите и боговите молчат. Поминавме 4 годишен мандат без скандали. Очекувам во следниот период само да надградуваме. Охрабрувам и едно од главните мота би било да има нулта корупција во локалната самоуправа, во администрацијата. Администрацијата е само орган кој што треба да служи во интерес на граѓаните, ништо друго. Рековте трета генерација политичари на ВМРО ДПМН. Тоа значи дека таа нова генерација треба да носи некои новини. И прашањето е во смисла на политичката кампања која што доправа ќе престои, иако не е престаната речиси досега во текот на годинава, но што планирате вие во смисла на тоа да ја стекнете довербата кај граѓаните? Дали тоа ќе биде класика како досега, во смисла на митинзи,
средби со граѓани или нешто ново кое што еве на некој начин ќе даде поинаков символ и импут на таа трета генерација од ВМРО ДПМН. И тука имаме добри примери и по однос на ова ваше прашање дека последниот период кампањите не се класични, застани на говорница, прочитај тоа што ти напишале и заврши со тој дел и очекувај поддршка од граѓаните, нити пак политичкава публика, ако може така да се изразам, односно гласачите се толку на политичко ниво малку издигнати, затоа што навистина политичката култура е на многу завидно ниво. Граѓаните се добро информирани, имаат на дневна основа, односно во минута сега информациите стигнуваат преку овие мобилни уреди и мобилни апликации. Значи, заврши времето на класични кампањи, а тоа и го покажавме како партија, секој има слобода и така е поставена во моментов работата и во партија и оставено простор на сите кандидати како би сакале да си ја водат сопствената кампања. Во последниве години покажавме дека ВМРО ДПМН исклучиво се залага за позитивна кампања, да исклучиме конечно од политичка сцена црнава кампања, иако овде на локално ниво, а се уште не сме почнати со формалната кампања, а мислам дека следите има сериозни ad hominem напади, има нечесни удари, меѓутоа прилепската јавност знае да препознае и знае да цени кој и за што се залага. Можам да најавам нов тип, уште посовремен тип на водење на кампања која што само би не доближила дополнително до граѓанството во Прилеп, а не да не оддалечува со бини и со високи пиедестали, туку ние сме народна партија, ние сме представници на народот и ние бараме мандат од суверенот на оваа држава, од граѓаните, за да извршуваме функција, односно да преземиме врски. Не бараме столица, не бараме пиедестал, не бараме круна. Политичарите на ВМРО ДПМН во оваа трета генерација сакаат да бидат она што се, едни од вас, едни од ова општество, само поразлични по тоа што би презеле поголема иницијатива и поголема работа на својот грб за да го направат местото каде што живеат едно поубаво место за живење за сите и да завршиме во 21. век со проблеми кои што не оптоваруваат, а би требало да бидат завршени многу одамна. Перикла минатиот век, бидејќи навистина кога станува збор за одредени проблеми како што е инфраструктурата, тоа уште минатиот век требаше да биде решено. Рековте, граѓаните имаат многу барања, вие досега и остваривте доста средби со граѓаните, но вам лично како граѓани, што најмногу ви пречи во локалната заедница во Прилеп и што е она што прво би го поставиле на пиедесталот за решавање доколку станете градоначалник? Ви спомнав и во одговора на претходно прашање, и јас и сите останати граѓани ги живееме истите проблеми што ги имаме. Мене ми е жал што овој град во последниве 35 години големите прашања отворени секогаш ги оставаше некој друг да ги решава. И сметам дека конечно е зрело времето за сите отворени прашања, а ни сметаат на сите во градов. По прилепски кажано се сопнуваме секој ден на истите проблеми, сите граѓани. Спомнавте вие, сме во циклус на средби со нашето членство, нашите поддржувачи и верувајте дека од сите средби до сега се 30 на број во различни делови од градот, во населените места. Генерално се неколку проблеми кои што се заеднички за сите и верувам дека тие се оние на кои што треба најмногу енергија на почеток да се посвети и да се заокружи една целина која што би значила урбан, среден и чист град. Во најава е генерално чистење на градот по добивањето на локалните избори, затоа што е забелешка на секој еден граѓанин. Да, ресурсите во јавните комунални предпријатија се тие, но мислам дека интензивно треба да работиме на подигање на свеста за чување на животната средина. Некако стана клишеа, да ја чуваме животната средина, има неколку организации невладини, неколку институции кои што се трудат нешто да направат, но нема конкретно ништо. И ние како локална самоуправа во овој мандат направивме неколку акции за пошумување, меѓутоа тоа е само еден изблик за подигање на свеста, а не е
решавање на, односно за фаќање со решавање на проблемите кои што не оптоваруваат. Најавуваме едно големо генерално чистење на градот, на сите пристапни патишта во градот, на сите јавни површини, уредување, досредување, кроење на дрва и се она што би значило еден поубав, козметички среден град, а понатаму пристапуваме кон решавање на посуштинските проблеми и тоа мислам дека најважно на што пречи кај секој еден граѓанин е да има чиста улица, да нема земја по улица, да има чисти сливници, да не се препоплава, дрвата да бидат скроени, да бидат намачкани со бела боја, да бидат означени. Мислам дека тие се работите, да нема фрлена пет амбалажа, пластика покрај секој пристапен пат кон градов. Би апелирал до секој еден граѓанин да внимава. Не е лошо отпадот кој што го создаваме да го одлагаме на местата каде што треба да биде. Ние сме град лидер по селекција на отпад, ние сме град кој што воведе новина на почетокот на овој 21 век и се уште важиме за лидер во справувањето со отпадот, а сега навистина жално што и покрај таквите резултати кои што ги даваме, сепак имаме проблеми на кои што треба да се внимава, треба да решаваме и мислам дека тоа е клучното прашање кое што го оптоварува секој еден граѓанин и треба да се пристапи кон негово решавање. Не измислуваме топла вода, ова се гласу на народот. Тука е проблемот со бездомните куќиња и тоа е проблем кој што треба да се решава од самиот старт. Имаме идеја, тоа оставам да го слушните во текот на кампањата, како би го решавале овој долгогодишен и системски проблем кој што го нарушува не само хигиенскиот изглед на градот, но ја нарушува сериозно и безбедноста на сите наши сограѓани. Сведоци сме на секојдневно напади од тие бездомни куќиња до граѓани кои што се движат по јавните површини и мислам дека конечно е времето дојдено да Прилеп заличи на еден урбан град, да не изгледаме како некоја периферија на некој запуштен предел од некоја пуста земја каде што само има куќиња по улици и мислам дека е зрело времето во овие два проблеми да се влези од првиот ден по преземање на власт. Тоа би било прво, но кои се главните приоритети за кои би се зафатиле пред себе за да може Прилеп да се развива? Да, имаме отворени прашања. Јас би издвоил 3. Прво, да го ослободиме Прилеп од стегите на стагнација. Ама буквално од секој можен аспект разгледувано некоја си важи и таквов е впечаток, иако се направи некои чекори во придвижување на работите, сметам дека заслужува Прилеп да биде место каде што на секој агол би гледале кран, каде што гради некоја нов објект во градов, да видиме нешто ново, да не биде невисоката зграда со 13 ката, затоа што светот замина многу подалеку, гледаме се рушат рекорди од по 1000 метри во височина, ние се уште се држиме на 50 на метри во височина, нешто репрезентативно, нешто што оваа генерација би ја запамтила. Овие се ударни локации, деветокатница на почетокот на 60-тите години, подоцна во 70-тите години или средината на таму 75-6 година кога е завршена 13-катницата, нешто сме надмашиле од она што сме го имале претходно 9 на 13 и од тоаш некоја стагнација, ништо не се случува, ништо не се гради репрезентативно, се нешто приземно, се нешто се водиме битка со законите, е законски, не е законски, тоа е проблем на администрацијата и мислам дека Прилеп заслужува и подинамичен развој во секој смисол на градежниот сектор и на стамбен, колективен и на деловен простор. Има локации во градов кои што се чисти, треба да се дава на стопанството, да се гради нови објекти таму, нови стопански капацитети, да се произведуваат нови работни места и на тој начин да го збогатиме и локалниот буџет, односно основниот буџет на општина Прилеп, а од друга страна треба да имаат и доволно средства за да се фатите во костец со решавање на инфраструктурните проблеми кои што спомнавме и претходно во 21 век е навистина жалосно да ги зборуваме, гледаме дека многу динамичен прогрес има рурални општини, а Прилеп некако потешко се движи во таа насока и сметам дека овој 4-годишен период би бил еден таков во една сериозна градежна офанзива да се ослобода процесите
Има наши сограѓани кои што се и финансиски способни да поднесат да изградат објекти кои што би биле репрезент на градов. Имаме сериозни идеи во насока на изведба на тие објекти, да му се помогне на стопанствениците, да му се дај чисто поле за да продолжат во нивните инвестиции. Директно би соработувале и со централната власт, со министерствата, со премиерот, кои што ветуваат многу за Прилеп и навистина заслужуваме како град. Останавме еден од последните градови каде што некако кастиме во развојот во последниот период и треба да одиме сериозно напред со сериозни чекори. Битола сериозно се развива, Кавадарци сериозно се развива и мислам дека сега и централната власт поголема концентрација и на средства, меѓутоа и на човечки персонал треба да даде овде во нашава средина, најголемата општина по територија во Македонија мора да доживее своја ренесанса еве сега во третата декада од 21. век и Прилепчани го заслужува тоа и Македонија го заслужува Прилеп да биде успешен и развиен град. И да биде горд како што е горд на могилата на непобедените. Точно така, градот кој што дал најмногу жртви и во елинденски период, и во Прва светска војна, дел од линијата на фронтот била на територија на општина Прилеп. Да не зборувам за Втората светска војна, за движењето за партизаните. Овде сме на ова култно место кај што повеќе од 650 прилепчани ги дале животите, 15 народни херои има од Прилеп. Прв председател на држава имам од Прилеп и навистина тие се сериозните мотиви еден прилепчанец да се фати во костец со проблемите и да почне да ги решава. По однос на инфраструктурата, од сообраќајна инфраструктура, од спортска инфраструктура, која што е дефинитивно најголемиот проблем за развивање на здрава и спортски изградена младина, за подигање на свеста, за враќање на Прилеп на спортските анали. Ние во овој период каскаме и за другите градови по однос на спортски клубови, на спортска инфраструктура. Имаме неколку прекрасни спортски објекти кои што ви спомнав и на самиот почеток дека до сега во периодов тука има проблем, оставите го тоа некој друг да го решава. Нема да има проблеми кои што би ги оставиле во иднина за да ги решава некој друг. Убеден сум дека нема сите да ги решиме, ама сум сигурен и ветувам дека ќе влеземе во решавање на сите долгогодишни проблеми кои што ги има градов, а на сите ни пречат. Тоа беше и последното прашање. Многу проблеми, рековме и сами, значи последнава можеби една декада Прилеп стагнира, тоа е факт. И затоа прилепчани имаат толку многу барања и сакаат тие ред по ред да почнат да се решаваат. Но дали може во еден мандат една локална власт да ги реши сите тие натрупани проблеми кои што се легитимни од граѓаните и рака на срце, дел од нив беа пак и во предизборните програми на минатите градоначалници. Така е, се согласувам, имаме дел, ако ги гледате програмите, а и сега би било истото, ти истите проблеми ги живееме. 30 години имаме некои проблеми кои што ни се разлекуваат и не се ни почнало да се решава, нешто да се надминува како проблем. Да, 4 години е период во кој што дел од проблемите можат да бидат решени и да бидат надминати. Ако речам, прво нема сам да си верувам дека сите проблеми би биле надминати и завршени после 4 години, дека Прилеп ќе биде, не знам, европски град. Да, го имаме епитето, имаме сериозни предиспозиции да стани тоа, меѓутоа ни треба многу работа на сите. Овој 4 годишен период би го искористил и да апелирам сите да учествуваме во ренесансата на Прилеп. Еден или неколку мина избрани од сите нема да може да ја постигне задачата која што е тешка и е комплексна. Ни треба секој еден од вас, од граѓаните, од нас, кој што има и капацитет интелектуален, кој што има и животно искуство, кој што има идеи да пристапи, да разговараме, да ги разработуваме темите и на крајот на денот да си помогнеме сами на себе. Ги отворивме темите на хигиена, ние ако поработиме доволно на свеста, нема да имаме проблеми кои што се однесуваат на хигиената. Ако секој еден го одложи отпадот на местата каде што треба, ако кабастиот отпад имаме програми кои што ги има јавното комунално предпријатие, ги повикаме да дојдат да го земат, не да ги најдуваме по речните корита, да ги најдуваме покрај видни и клучни места на влезовите на градот, каде што треба да бидиме репрезент. Некој турист која би доаѓал треба да види, нема втора шанса, викаат, за прв печаток.
да, така треба да направиме Прилеп достава, одличен впечаток на прв поглед. Тоа е заедничка мисија која што треба да имаме, да, и уште еднаш за крај, има многу проблеми, ќе се зафатиме во решавање на сите проблеми, без исклучок, дали е тој подолго годишен проблем, дали имало нерешени имотно-правни работи, дали имало нерешени работи по однос на други административни пречки кои што ги има. Дури ќе се потрудиме и да одиме во чекор напред да бидеме и медијација на онаму каде што има нерешени доверителско-должнички односи, за да некои објекти кои што се од витално значење, кои што се најдуваат на клучни локации во градот да тргнат, односно да не бидат она што биле предвидени, биле изградени, туку да бидат еден срам за цел град и сите да зборуваме за истите проблеми. Зошто овој објект ни стои вака години, зошто не се презема ништо, зошто овој спортски објект стои вака заради одредени проблеми кои што биле извикани и некој очигледно не сакал да се фати во решавање на тие проблеми. Најлесно е да го оставите проблемот, некој друг да го решава. Меѓутоа бараме мандат па сега да решиме некои проблеми. И ви кажав и на самиот почеток и така би завршил, бараме мандат за работа. Не бараме мандат за исполнување на специјални лични амбиции, не бараме мандат како тим, како ВМРО ДПМН за да бидиме важни, бараме мандат да се зафатиме во решавање на проблемите и да решиме што е можно поголем број на проблеми кои што ги имаат прилепчани и околината на Прилеп. Не смееме да забораваме дека и околината на Прилеп е особено важна за развојот и на градот. Има култури кои што се произведуваат во околината на Прилеп, кои што заслужуваат. Иако нема директна надлежност градот во земјоделието, ќе дадеме еден дополнителен импулс на подигање и на квалитетот во земјоделското производство, меѓутоа и на подобрување на конкурентноста на нашите земјоделци кон фондовите кои што се нудат. Во неколку прилики имате кажано дека сте непоправлив оптимист. Стои ли тоа и сега пред локалните избори? Нема да си го сменам ставот. Јас сум роден прилепчанец, ја имам прилепската упорност во мене. Знам дека овој град може и знае да излезе од проблемите во кои што влегол во последниве години. Заслужува и Прилеп ќе биде едно многу пубаво место за живење во периодот кој што предстои. Ви благодарам. Ви благодарам за поканата.